Откако како гром од ведро небо прозвучи информацијата за генетски модифициран ориз пронајден во магазините на кочанска фирма производител, земјоделците во регионот се уште не целосно информирани, се во исчекување на подетални податоци за оваа афера. Во меѓувреме, откупно прометните фирми се жалат дека дури за 50% е падната продажбата на оризот на домашниот пазар, токму поради информациите дека се произведувал ориз од ГМО семе. При тоа апелираат институциите што побрзо да го расчистат овој случај, за да не се создаде хаос на само 10 дена пред стартот на жетвата на новата реколта ориз во Кочанско, од која се очекуваат 20.000 тони арпа. Покрај преполовената продажба на домашниот пазар, уште попроблематични се негативните рефлексии од ГМО оризот на странските пазари. Трговците велат дека телефоните постојано звонат, бидејќи деловните партнери бараат објаснување за што станува збор. Откупувачите и дистрибутерите на ориз апелираат до државните институции што поскоро да ја расчистат дилемата дали се работи за шверцувано семе од ориз и каде завршило, за да се тргне од пазарот и да се стабилизира довербата на потрошувачите во квалитетот на кочанскиот ориз. Од Државниот инспекторат за земјоделство најавуваат дека се чекаат резултатите од акцијата за да се утврди кои се увозниците на генетски модифицирано оризово семе, дотолку повеќе што семето не е увезено по легален пат и што точната количина се уште не е позната, туку само е познато дека го има кај повеќе оризопроизводители. Одговорно согласно законските прописи за оваа ГМО афера ќе биде парична казна или одземање на лиценцата за увоз.